почна исплатата на мој ДДВ за прво тримесечие 2025. Пчелите и опрашувачите, клучни за нашата исхрана. Од јуни повторно бродска линија од Солун до Скијатос, Скопелос и Алонисос. Шпанија повторно во криза, пат на телефонската мрежа. Швајцарија, скриена магија помеѓу планини и езера. Турскиот чај, повеќе од напиток, начин на живот. Управата за јавни приходи соопшти дека започна исплатата на повратот на средства од мој ДДВ за првото тримесечие од 2025 година. Вкупно 790,5 милиони денари ќе бидат распределени на 496.531 корисник на апликацијата, од кои до денес се исплатени 240 милиони денари на 152.000 граѓани. Исплатата ќе продолжи и понатаму, како што се обработуваат налозите. Управата за јавни приходи апелира граѓаните да проверат дали имаат точни трансакциски сметки, бидејќи кај 4724 корисници е утврдена грешка во сметките. Доколку се утврдат неточности, податоците може да се коригираат преку самата апликација Мој ДДВ. Од Управата за јавни приходи нагласуваат дека само со точни информации може навремено и точно да се реализира исплатата на средствата. Корисниците кои не добиле пари во претходните исплати се повикуваат повторно да ги прегледаат внесените податоци. Апликацијата Мој ДДВ останува една од главните алатки за враќање на дел од платениот ДДВ назад кај граѓаните, а управата продолжува со активности за зголемување на ефикасноста и точноста на повратот. Опрашувањето е клучен процес за земјоделско-прехранбените системи, кој поддржува производство на над 75% од светските култури, од овошје и зеленчук до јаткасти плодови и семиња. Опрашувачите не само што ги зголемуваат приносите, туку и го подобруваат квалитетот и разновидноста на храната што ја консумираме секојдневно. Повеќе од 200.000 животински видови се опрашувачи, при што најголем дел се диви, меѓу нив пеперутки, птици, лилијаци и над 20.000 видови пчели. Темата за овогодинешниот светски ден на пчелите, пчелите инспирирани од природата за да не хранат сите, го нагласува нивното суштинско значење за стабилноста на екосистемите и прехранбената безбедност. Сепак, опрашувачите се повеќе загрозени поради уништување на нивните живеалишта, неодржливи земјоделски практики, климатски промени и загадување. Овој тренд директно го загрозува производството на храна, ги зголемува цените и ја продлабочува несигурноста со храна, особено кај руралните заедници кои најмногу зависат од локалното производство. Кон крајот на јуни се очекува повторно да биде воведена бродската линија од Солун до островите Скијатос, Скопелос и Алонисос, која ќе функционира во текот на летниот период. Според информациите од градоначалникот на Скијатос, Тодорис Дзумас, одобрено е финансирање за морското поврзување по повеќемесечни напори на локалните власти. Финансиската поддршка за линијата ќе биде обезбедена од перифериите Централна Македонија и Тесалија, а наскоро треба да започнат тендерските постапки. Градоначалниците на Солун, Скијатос и Скопелос соопштија дека оваа линија ќе даде значителен туристички поттик за северните споради и ќе биде од корист за жителите на Северна Грција. Министерот за поморство, Василис Кикиљас, телефонски го информирал градоначалникот на Скијатос за официјалната одлука. Според најавите, првиот трајект годинава ќе тргне околу 20 јуни, што е порано во споредба со минатото лето, кога линијата започна во јули. Траектите ќе се обраќаат од Солун до трите острови, Скијатос, Скопелос и Алонисос, се до септември, овозможувајќи подобра поврзаност и зголемена мобилност за туристите и локалните жители. Неколку недели по големиот прекин на струја, Шпанија повторно се соочува со сериозен инфраструктурен колапс, овој пат на националната телефонска мрежа. Надградби на системите на телефоника доведоа до дефект, при што фиксните телефони беа најпогодени, а целата гласовна услуга беше нарушена во одреден степен. Итните служби во Арагон, Екстремадура, Баскија и Валенсија мораа да обезбедат алтернативни броеви, бидејќи бројот 112 не функционираше. Портпаролот на Телефоника потврди дека се работи на отстранување на дефектот. Според податоци од веб-страницата Доундектор, проблемите почнале околу 2 часот наутро, при што 72% од корисниците пријавиле целосен прекин на сервисот. Министерството за дигитална трансформација изјави дека ја следи ситуацијата и бара прецизни информации и временска рамка за решавање на проблемот. Телефонските мрежи веќе почнаа да се обновуваат во некои региони, бројот 112 повторно е достапен во Валенсија, Арагон, Ла Риоха и Андалузија. Сепак, ова е втор сериозен прекин на витални услуги во земјата за краток период, откако во април повеќе милиони граѓани останаа без струја, што предизвика застој во целиот Ибериски полуостров.
Вистина е дека Швајцарија е земја на чоколадото, часовниците, планинските врвови и природните чуда, а деновиве е и епицентарот на музичкиот спектакл Евровизија. Додека светската публика со нетрпение го очекува финалето на ова популарно надпреварување, вреди да се потсетиме што ја прави оваа алпска убавина толку посебна. Неизините неверојатни пејзажи, бајковити езера, средновековни градови и глечери од соништата. Вистина е дека повеќе од 60% од територијата на Швајцарија ја покриваат Алпите, Матерхорн, пирамидата на природата што се издига на 4478 метри. Е меѓу најпрепознатливите символи на земјата инспирација за логото на Тоблероне, но тука се и Јунгфрау, Ајгер и Менх, како и Јунгфраујох, највисоката железничка станица во Европа, каде глечерите и ледените пештери нудат доживување што не се заборава. Вистина е дека со над 1500 езера, Швајцарија е вистински рај за љубителите на вода и природа. Женевското езеро е символ на елеганција, Циришкото нуди модерна градска атмосфера, а езерото Луцерн е синоним за спокој. Синото езеро во бернскиот Оберленд изгледа како дигитална илустрација, но неговата сина боја е сосема природна. Вистина е дека Швајцарскиот национален парк е најстариот во Алпите, каде строгите правила ја штитат природата во нејзината оригинална форма. Патеките водат до неверојатни гледки и средби со диви животни, а мостот Титлис Клиф Вок, највисокиот висечки мост во Европа, ви овозможува да чекорите над глечер на висина од 3000 метри. Вистина е дека Швајцарија е дом и на средновековни замоци и урбани метрополи. Замокот Шилон покрај Женевското езеро инспирирал поети, а стариот град Берн, под заштита на УНЕСКО, зачувал дух од минатото. Луцерн раскажува стории преку своите историски мостови, додека Цирих ги спојува традицијата и современиот урбан живот. Вистина е дека Швајцарија е и земја на неверојатна гастрономија која оди многу подалеку од чоколадо и сирење. Тука може да се вкуси традиционалното фондју, растопено сирење сервирано во глинен сад, како и раклет, што се топи и се прелева преку варени компири и кисели краставички. Секој регион има своји специјалитети, а храната често се подготвува со локални, органски состојки кои го одразуваат ритамот на природата. Вистина е дека транспортниот систем во Швајцарија е меѓу најпрецизните и најубаво организираните во светот. Патувањето со воз низ алпските предели е како да се движите низ разгледница во живо, патеките се чисти, точни и обезбедуваат неверојатни панорамски гледки. Познатиот глечер Експрес, кој се движи од Цермат до Санкт Мориц, е вистинско доживување за сите сетила. Вистина е дека Швајцарија не е само туристичка дестинација, туку и пример за стабилност, неутралност и квалитет на живот. Со високоразвиен систем на здравство, едукација и екологија, земјата често е рангирана меѓу најдобрите за живење. Комбинацијата од урбана софистицираност и природна убавина ја прави Швајцарија уникатен спој на традиција и модерност, мир и инспирација. Во Турција, чајот не е само топол пијалак, туку длабоко вкоренет дел од културата и секојдневието. Се пие насекаде и во секое време, дома, на работа, на улица, во канцеларија или додека чекате некого. Тој е символ на гостопримство, друштво и утеха, а 21 мај, светскиот ден на чајот, се одбележува со особена почит во земјата. Историјата на турскиот чај започнува во 20 век, кога поради скап увоз на кафе, владата го промовирала чајот како достапна алтернатива. Во 30-тите започнало организирано одгледување чај во регионот Ризе, покрај Црното море, кој денес произведува над 60% од вкупниот турски чај. Чајот се приготвува во специјален двоен чајник и се сервира во мали, тенки, продзирни стаклени чаши во форма на цвет од ладе. Чајот е неразделен дел од секојдневните социјални интеракции. Во канцелариите, чајџиите носат чај од врата до врата, а на улиците се среќаваат момчиња кои со вештина балансираат по служавници полни со чашки. Во многу места постои функција официјален чајџија кој постојано приготвува и носи чај. И покрај летните жештини, турците пијат топол чај, верувајќи дека топлите пијалаци го стимулираат потењето, што го лади телото. Турција е еден од 5 најголеми производители на чај во светот, а речиси целото производство се троши дома, со просечно над 1300 шолии по човек годишно. Чајот е не само економски ресурс, туку и начин на живот што ги поврзува луѓето и создава чувство на заедништво. Почна исплатата на мој ДДВ за прво тримесечие 2025. Пчелите и опрашувачите, клучни за нашата исхрана. Од јуни повторно бродска линија од Солун до Скијатос, Скопелос и Алонисос. Шпанија повторно во криза, пат на телефонската мрежа. Швајцарија, скриена магија помеѓу планини и езера. Турскиот чај, повеќе од напиток, начин на живот.